Премудри Соломон дал една ортома на еден сиромов дрвар и со истата ортома се избавил од вечната мака. Чита Александар Станојков. При се што бил мудар цар Соломон и најбогат на веков, и пак бил многу скршав. На сиромов не подаал ништо, просено зрно од газо да простиш, а не друго нешто, до толку што бил скршав. Седејќи на сарајо еднаш цар Соломон и гледал посока кој кај оди, видел еден дрвар кај си терал едно криво магарето арено со дрва. Колку да прескочи магарето една бразда, се скина ортомата и претоари магарето дрвата. Распрел дрвата и затоварил надве натри, а Арнома стегајќи со ортомата се искинала на парчиња. Ја врзувал, Арнома после па не му втасувала да и тоари дрвата. Па и растоарил сиромашкиот дрвар дрвата и сопашал појасот, та го врзал за ортомата. Соломон само сиер си гледал и се смејал, стегајќи сиромајиот дрвар дрвата со појасо. И тој беше се скинал, чунќи и појасо му бил скапан. Пак му претоарило магарето на сиромајио. Тогај дури го пожалал цар Соломон и му заповедал на измеќарите да му даат една ортома на дрваро да си тоари дрвата. Зели измеќарите една ортома и му ја однесле на дрваро. За таа добрина многу му се благодарил дрваро на цар Соломона и многу му Бог да проштал дека си тоари и си отиде да и продаа. Вар заман, дид заман, дошла старост и за цар Соломона и си починал. Снагата му ја закопаа в земи, а душата му ја однесоа во вечна, кај што и носеа во тоа време на сите луѓе, таму му ја однесоа и на цар Соломона. Си седе во вечна цар Соломон со сите луѓе што беа тамо, дури дојде Христос на земјава, страда, го закопаа и воскресна. Та појде кај вечната мака да ја избави сите луѓе од вечна. Едно го видоа ѓаолите од иди Христос, на часо затворија вратите од вечна, ѓоа да не може Христос да влези во вечна и да ја избави луѓето што беа внатре. Дојдувајќи Христос до вратата од вечна, му удрил една клоца, та ја окршил на 3000 парчиња и се шукнал натре, та му заповедал да се излезат сите од вечна и да си одат во рај. Која чуја сиромаси луѓето изборот Христа да излезат од вечна, која трештија да бегаат низ врата, ќор лемечким едни врз други да бегаат. Полекате бре луѓе, му рекол Соломон, што трчете така еден на други, има време до вечера, полека лека ќе се излезите, што аџеле правите? Кој ти го слуша Соломонот и му вели полекате, од радост што имале оти ќе оделе во рајо. На тоа згора, Соломон се тргнал на еден крај и ќе чека сите да излезат, да наодзади тој да излези. Таман си доизлегоа сите и Соломон станал од кај што седеше да си излези и тој од вечна. Арнома ѓаолите бешеа затвориле вратата со 300 клучи и не го пуштиле Соломона. Зошто затворате бре ѓаоли едни вратата? Му рекол. Не гледате оти, јас сум внатре, отворите да излезам, оти црниот ѓаол ќе ве земи. Арно те зел црниот ѓаол бре Соломоне, му рекле ѓаолите. Сега ти текна да излегуваш, а? Кога помина вадето? Ти не чу, оти Христос ни рече до 12 сато да ја држиме вратата отворена и после да ја затвориме. Еве, сега саато е 12 и черек и затоа ја затворивме вратата. Арно ја затворивте, ами јас се внатре да останам? Натре ќе останеш ја. Би си излегол која би излегувала сите и дори било вадето, а не сега од која помина вадето. Кога и чу тие збори и премудри Соломон од сите ѓаоли, се врати од кај се врати повнатре во вечна и почнал да се дума и да се мисли за грешката што стори, што не излезе која требаше. Шеткај низ вечната и гледај околу наоколу да види али ќе може да прелипат зидот од вечна и да избега. Арноама биле многу високи и озгора накачени со едни лоши трње што Господа чува и да брани. Ишоана, како да сгрешам јас и да останам во вечна, јас да бидам најмудар и сега да се сторам најбудала.
Јазык да ми биди мудроштината што сум ја имал, да останам во вечна само јас. Така мислејќи во себе си Соломон и пулејќи се околу зидоите од пустата вечна, ја догледа ортомата што беше му ја дал на дрваро некојаш за Бог да прости, да си тоари дрвата. Си рекол, еве ми е ортомата што му ја давав некојаш на дрваро. Чекај да ја земам и со неа белким ќе можам да избегам. Ја зел ортомата и ја направил како топката, почнал да ја преврла преко зид и некако да излези, арно ама не му ватило тоа нешто боја и сторил еден друг есап. Изделкал неколку колје и закачил еден кол среде вечна, врзал едниот крај од ортомата за коло, зел другиот крај врака и отрчал на едниот крај, закачил еден кол. Удрил уште 3 кола и мерејќи со ортомата да направил еден крс. Гледајќи ѓаволите Соломона, се чудиле на мерата што мерел и го прашал еден што мери така и за што качал корија. Не е твоја работа, му рекол. Јас што правам. Го прашале друзи трети, никому не му кажува што мерит и корје качит. Најпосле се однесле до најголемиот ѓавол и го викнале пред него да му кажи што мери во вечна и што сака да прави. Знаете бре ѓаволи што мислам јас да правам со мерењево? Што сум направил долу на земјава, тоа сакам и овде да правам. Што е тоа што си направил? Му рекле. Кажи ни да чуеме. Света свети сум направил, му рекол. На земјава и овде пак сакам да направам на небеси света свети. Ами ќе ве молам да ми поможете како што ми помогнавте кога ја правив долу света свети, та да направам побрго и да се превалам овде на небо со мојата мудрост што ја имам. Како бре? Света свети ќе ни правиш? Му рекол големиот. Држте го бре овој ќерата и истуркајте го од вечна надвор, да нека прави ако може надвор света свети. Го грабнале ѓаволите и го истуркале од вечна надвор. Ете, премудри Соломон како се исчепи од вечна со мудроста што ја имал.